Во пресрет на одбележувањето на денот за децата со аутизам, родителите и Сдруженијата за деца со посебни потреби, Даунов синдром и аутизам денеска се собраа и од градскиот плоштад во Штип ги испратија пораките и барањата за нивните деца, за кои велат дека и врапчињата веќе знаат за нив. За овие деца треба центри, за овие деца треба терапии, за овие деца треба живот во Македонија, луѓе. Бидејќи немаме живот веќе за овие деца. Ги замолуваме сите, бидејќи не бива, дари сме албанци, македонци, сите сме во ова и сме здружени сите здруженија. Нема помеѓу нас. Сите сме родители на деца со посебни потреби. Во Штип се случува децата да не се примаат во градинка. И тие имаат право на предучилишно воспитание и образование. И тие имаат право да се дружат со, како што еден родител од Велес ги нарекува, господинот Оливер, го поздравувам, типични деца. И имаме право да живееме овде. За да не зборувам за во основните училишта. Инклузијата не функционира. И јас исто го разбирам кадарот во основните училишта. Не се обучени точно. Во Штип има околу 150 деца со посебни потреби на различна возраст, а нивните родители посочуваат дека главен проблем им е што државата нема изградено центри за возрастни лица со посебни потреби, кои по смртта на родителите ги сместуваат кај роднини или во Демиркапија. Не сакаме нашите куки, нашите имоти да останат на роднини, на било која, нашите деца да завршат таму каде што не треба. Државата, еве, ги нудиме нашите имоти. Нашето здравје додека можеме ќе волонтираме секаде. Јавува се проблем кај нас самохраните родители. Што после нашата смрт, мислим да кажам. Кој ќе се грижи за него? Саме нити може да среде за некаде го свесте, кој ќе го грижи? Во Штип има планирано изградба на центар за возрастни лица со посебни потреби, но проектот постои само на хартија. Со дневниот центар ќе постигнеме многу повеќе со цел да ги осамосталиме овие лица. Кај нас можете да видите дека повеќето се и возрастни лица, затоа имат потреба од поголемо и почесто самосталување. Време немаме за чекање. На градските плоштади во земјава утре ќе се пуштат сините балони, со што ќе се одбележи денот за децата со аутизам. Родителите посочуваат дека суплементарната терапија мора да ја покрива фондот, бидејќи многумина од нив не можат да си ја дозволат за своите деца. Очекуваат да се формира нова влада, пошто доколку не им се решаваат проблемите, најавија дека ќе ги постават чаторите пред владата, за да бидат видливи за македонските политичари.